Се гледа ли крајот на проблемите со менаџирањето на отпадот во Тетово? Градот после децении конечно доби претоварна станица за отпад, која денеска беше и официјално пуштена во употреба. Ова треба да значи дека нема повеќе диви депонии да се закануваат по здравието на граѓаните. Но зошто се чекаше толку време за навидум не така тешка и комплицирана работа? Градоначалничката Теута Арифи вели дека морале да одат етапно. Најпрвата фаза беше стабилизирање на јавното комунално предпријатие за подсетување, значи кое беше пред банкротирање, за подсетување градот имаше само еден камион за собирање на смет, значи тоа беше само пред неполни 4 години, тоа беше состојбата. Така да за нас првата фаза беше стабилизирање на јавното комунално предпријатие за да може најпрво да го собере значи сметот, а уште повеќе е важно што ние успеавме да го тој процес прошириме и кон приградските населби, што мислиме дека е една голема промена за директниот живот на граѓаните. Нормално вториот момент или втората фаза беше решение на тоа што се вика како претоварна станица, што градот го немаше, а ние како што постои во моментот не го донесовме ние, туку тука го најдовме така како што си беше. И нормално дека ова е втора фаза значи од проектот, што значи дека нас ни беше многу важно да најдеме ефикасен начин за да сметот се собере и дефинитивно да се ослободиме значи од тој простор таму кој воопшто не е во рамки на стандардите и нормално ова е едно решение што е собирање на отпадоците без тие на пример да дотакнуваат земја затоа што сакаме значи да ја сочуваме почвата и тоа го направивме значи во соработка и со депонијата Дрисла во Скопје и со други значи идеатори на овој проект. Трета фаза, значи, со која исто така брзо ќе почнеме, е фазата за да правиме исто така селектирање на отпадокот, затоа што ова решение е решение каде што ние не вршиме селекција на отпадокот, туку ни е битно најпрво да ја очистиме почвата, што мислиме дека е многу важно. Принципот на работа ќе биде таков што сметот што ќе се собира од градот директно ќе се истура во претоварната станица, каде ќе се компресира и со специјални камиони ќе се носи во Дрисла. Целата инвестиција е околу 150.000 евра. Знам сега како гледате и вие, знам сега еден континер собира 32 метра куб. Знам сега за нас тие 3 или 4 континера знам сега е доволно за 24 сата за нашите потреби во општина. Знам сега како вие знаете, знам сега ние сме почнали и горниот дел во град да ги собираме како Шипковица, Лисице, Сијаце, тие другите. Мислам дека е доволно еден добро решение и убаво решение за како ги видите вие, знам сега од Хинката директно во континер и ги транспортираме во Дрисла. Локалните власти оптимистички најавуваат и низа други проекти од комуналната сфера. Во иднина ќе се врши и селекција на отпадот, а ќе следува и уредување на депонијата Русино по пропишаните стандарди, каде во иднина ќе се носи сметот. Сегашната дива депонија пак на влезот во градот веќе почнува да се расчистува.